Топло добредојте за сите оние кои ова неделно утро се наоѓаат пред своите ТВ екрани и со нетрпение очекуваат да започне новото издание на емисијата Урбан Блок. А какви корисни и практични содржини ние овој пат подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок ви помагаме да ги решите конфликтите, кои се најсоодветните дестинации за зимско патување и како да се ослободите од болките во зглобовите. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блок. Се почесто ни се случува да се пожалиме на болки во зглобовите, но и покрај сето тоа не обрнуваме доволно внимание. Зошто се појавуваат болки во зглобовите и како да се справите со сето тоа? Ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение низ едукативен разговор со нашите стручни соработници. Нашите зглобови се секојдневно изложени на движење и оптоварување, припишување, работа, оптеретување, спорт, физичка активност. Кога ќе се појави болката, секојдневните задачи стануваат предизвик. Болката може да биде резултат на преоптоварување, воспалителни или дегенеративни заболувања. Прецизната диагноза е клуч за правилен третман. Затоа ние денес се консултиравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Во продолжение со вас го споделуваме она што го дознавме низ разговорот со нив. Болките во зглобовите, болките во мускулите или целиот косткено-мускулен систем е еден од стожерите и она што не држи и она што не прави да бидеме функционални. Најчесто болките може да бидат одресно одредени воспалителни процеси во зглобните простори во мускулите или може да бидат одресно одредени дегенеративни промени кои што се јавуваат со годините и доаѓаат и ги очекуваме. Нормално е, опаѓа функцијата на целиот организам. Како и да, и едната и другата причина доведува до она што нас ни е индикатор и ни кажува дека нешто се случува, тоа е болката. Сега, таа болка не тера да бидеме внимателни, да видиме како се движиме, што и како не можеме да се движиме и да побараме соодветна помош. Болката во мускулите уствари ни покажува дека нешто се случува во целиот еден систем и како тоа можеме да го направиме. Се разбира, зависно од тоа што е причината за појавата, така оди и соодветната терапија. Кога се воспаленија, не третираме да го намалиме со антивоспалителна терапија, а кога се одредени дегенеративни промени кои што ги очекуваме со годините, тогаш веќе знаете како луѓето некако прифаќаат дека тоа така треба да биде. Па ќе ви кажам, ништо не треба да биде, се зависи од тоа колку сакаме да имаме квалитетно живење и добро функционирање. Процесот на намалување на функцијата, да, е процес, меѓутоа одржувањето на целиот систем е одраз на правилното хранење и негување на коскениот систем, зашто морам да кажам, не постои клетка која што не се регенерира во човечкото тело, но бара доволно внимание. Оно што е многу важно и оно што знаеме да го направиме тука, односно да помогнеме и да тие болки ги намалиме, затоа што даваме импулси за одредено регенерирање на клетките, независно за каков тип на клетки станува, збордави се коскените, зглобните или мускулните се различни. И на тој начин помагаме на секој оној кој што е дојден да ги намалиме, односно да ја зголемиме нивната функционалност. За колку време, ако ме прашувате, ќе кажам дека тоа зависи од причината, зашто е така, како ќе изреагира и колку е потребно време за да тој процес потрае. Кога станува збор за коскено-мускулниот систем, тука веднаш ќе кажам дека треба малку подолго време, бидејќи самиот метаболизам на регенерирање, односно обновување во самиот систем, природно трае малку подолго време му треба, за разлика од другите системи и органи. Во основа ние сакаме оно што е болка, која што само е наш симптом кој што телото ни го праќа, сакаме да го изанулираме со тоа, ајде ќе се напиеме нешто за да ја неутрализираме болката, ќе напиеме било кој аналгетик, антиревматик и ние немаме болка. И тоа не е така, затоа што кога го немате симптомот кој што ве предупредува, вие продолжувате и понатаму правите дополнителни оштетувања и на тој начин всушност само ја продлабочувате целата таа состојба. Се до момент кога веќе ниту аналгетикот, ниту антиревматикот ќе ви помогне, туку морате нешто да направите. И едниот и другиот го намалуваат оној воспалителен момент кој што е причина за болка, но не го даваат решението. Значи говориме само за симптоматска терапија. Оно што е во можноста наша да го направиме
е токму она што не може леко да го направи, а тоа е да подпомогнеме и да дадеме импулс за подобро регенерирање, односно обновување на целиот систем, односно на зафатеноста. И тоа се разбира не е само мускулно или само сврзно ткиво или само, да кажеме, коскено ткиво, туку говориме за една комплетна поврзаност со целиот систем, значи и нервното, и мускулното, и скавичното, така да резултатите, она што го добиваме како крајен ефект, е навистина подобрување на целиот, јас би рекла, коскено-мускулен систем. Пак ќе ви кажам, се зависи за каква причина, каква е етиологијата значи која е причината за појавата на овие болки, зашто имате болки кои што се јават и кај младите. И тоа не значи дека тука треба да ги оставите, затоа што тука посебно имате едно исклучително осетлива популација, која што треба да итекако и помогнете да има квалитетно живење. А од друга страна, не значи ка старите треба да ги исклучиме, нели? Значи секој си има своја тежина и проблематика во третманот. Видете, колку сме ние свесни, колку правилно или неправилно го оптоваруваме целиот систем. Најчесто знаеме, накриво сгазнав, ова ќе помине, не, се удрив, ништо. Или сите повреди кои што настануваат, спортските повреди е една сосема друга тема на разговор. Меѓутоа, во основа треба да го следиме. Секогаш телото ни дава доволно симптоми, доволно да ги следиме и да навреме интервенираме. Се што е потребно да се направи, затоа што секое одолговлекување или ненавремено преземање на мерка знае да даде одредени трајни оштетувања. Често пати, но и несвесно, знаеме да влеземе во конфликт поради некоја си наједноставна причина да не бидеме ни свесни за тоа. Како да научиме да кажеме некому не, ви откриваме во следните неколку минути. На сите ни се случува од некоја причина да не можеме да одбиеме покана за дружење или услуга што навистина не сакаме да ја дадеме или направиме. И не станува збор само за дружење, постојат стотици начини еден од нас да даде повеќе отколку што е подготвен. Се затоа што има потреба да им угодува на другите постојано. На нашиот јазик терминот угодување го преведуваме како нешто што звучи малку грубо, но исто така и прецизно ја објаснува таа интензивна и исцрпувачка потреба да угодиме и задоволиме се околу нас, без оглед на степеност на блискост или важноста на врската. Колку пати сте сакале да му кажете на вашиот партнер дека ништо ве мачи, но сте се откажале затоа што не сте сакале тоа да се претвори во жестока расправија. Иако е сосема природно во некоја врска повремено да има несогласувања, начинот на кој зборуваме за она што не повредува, често пати одредува дали разговорот ќе заврши со помирување или со кавга. Во суштина, кажувањето што не мачи не мора да биде почеток на конфликт, туку може да стане момент на вистинска блискост, ако знаеме како да го направиме тоа. И токму тоа не учи психологијата на конфликти. Конфликтната психологија е област на психологијата што проучува како и зошто се јавуваат конфликтите помеѓу луѓето, односите и како тие може да се разберат, управуваат или решат на конструктивен начин. Во фокусот на конфликтната психологија се внатрешните и надворешните фактори кои водат до несогласување. Таа вклучува различни потреби, вредности, верувања и цели на луѓето, но и начинот на кој се перцепираме себе си и другите. Често пати конфликтот настанува не поради самиот проблем, туку поради различните толкувања на истата ситуација. Конфликтната психологија ја проучува и улогата на емоциите како што се лутина, страв, болка или фрустрација, кои можат да го интензивираат конфликтот ако не се препознаат и регулираат. На работа редовно комуницираме со широк спектар на луѓе, па затоа мора да очекувате дека од време на време ќе се појават конфликти. Ниту едно работно место не е целосно без конфликти, без разлика колку среќни и задоволни изгледаат вработените. Затоа треба да го направите тоа како што треба, за да обезбедите позитивна и безбедна работна средина за вашите вработени. Начинот на комуникација е клучен. Пасивната, агресивната или пасивно-агресивна комуникација често го продлабочува конфликтот, додека асертивната комуникација помага да се реши. Исто така, оваа област се занимава со начини за решавање на конфликтите, избегнување, адаптација, надпревар, компромис и соработка.
и им помага на луѓето да го препознаат сопствениот механизам и неговите последици. Разбирањето на психологијата на конфликтот овозможува развој на емпатија, подобри комуникациски вештини и емоционална интелигенција, што придонесува за поздрави односи со семејството, на работа и во општеството воопшто. Првиот и можеби најважен чекор е да не реагирате афективно. Кога сте лути или повредени, се што ќе кажете може да звучи како напад, дури и ако не е намерата. Затоа е подобро да почекате емоциите да се смират, длабоко да вдишете и дури потоа да започнете разговор. Со тоа си давате шанса да објасните што навистина чувствувате без непотребна напнатост. Друга важна работа е начинот на кој ги избирате зборовите. Наместо да зборувате од позиција на обвинување, обидете се да зборувате од вашето чувство. Например, реченицата «никогаш не ме слушаш» многу лесно може да предизвика одбрамбена реакција. Додека се чувствувам лошо кога добивам впечаток дека не ме слушаш, изгледа помирно и поискрено. Ваквите јас пораки помагаат разговорот да биде конструктивен, а вашиот партнер да ја разбере вашата емоција, наместо да се чувствува нападнат. Вистинскиот момент исто така игра важна улога. Ако партнерот е уморен, нервозен или под стрес, шансите разговорот да тргне на погрешна насока се големи. Најдобро е да почекате момент кога двајцата ќе бидете опуштени и подготвени на вистина да се слушнете. Многумина забележуваат дека најдобрите разговори се случуваат спонтано, на кафе, на прошетка или навечер дома, кога нема притисок. Конечно, важно е и како завршува разговорот. Дури и кога не се согласувате во се, покажете дека ви е грижа за врската. Едноставната реченица како «драго ми е што разговараме за ова» може целосно да го промени тонот и да ви помогне двајцата да се чувствувате поврзани. Важно е да се запомни дека комуникацијата во секоја врска не е борба, туку начин подобро да се разбереме. Кога учиме да зборуваме смирено, искрено и без обвинувања, конфликтите престануваат да бидат закана и стануваат можност љубовта да стане подлабока и постабилна. Ова е омилен дел од годината, особено за љубителите на снежните спортови. Па затоа во следните неколку минути ние ги одбравме најсоодветните ски центри во Европа. Скијањето често се смета за луксузно зимско задоволство, но вистината е дека всушност не мора да биде толкова оптеретување за вашиот джеб. Покрај популарните скапи скијачки центри како оние во Франција, Швајцарија или Италија, Европа нуди неколку алтернативни кои комбинираат одлични патеки, прифатлив смештај и фантастична атмосфера. Со малку планирање, можно е да уживате во зимската магија на снегот по цени кои се далеку под просекот. Затоа ги издвоивме скијачките центри кои нудат одличен сооднос цена-квалитет, идеални за сите кои сакаат прифатлив зимски одмор, без разлика дали се почетници, семејства или искусни скијачи. Скијањето е една од најпопуларните зимски активности кои ги комбинира спортот, авантурата и уживањето во природа. Без разлика дали сте почетник или искусен скијач, патеките нудат различни предизвици, од благи падини за учење до стрмни патеки за тестирање на вештините. И иако сме навикнати да слушаме дека скијањето е скап спорт, навистина не мора да биде. Зимската сезона полека го достигнува својот врв, а според очекувањата ќе трае подолго од очекуваното. Доколку имате планови за зимата, сега е идеално време да испланирате кога можете да патувате и кој скијачки центар ќе го изберете за вашиот зимски одмор. Еве ги прилично прифатливите европски скијачки центри, наскоро подготвени за оваа сезона. Прва дестинација на листата е Копаоник, Србија. Оваа прекрасна планина е одличен избор за скијање на Балканот, иако не е многу поволна во споредба со другите дестинации. Веднаш по него Јахорина во Босна и Херцеговина. На само 40 минути возење од центарот на Сараево се наоѓа најпознатиот скијачки центар во Босна и Херцеговина Јахорина. Некогаш домаќин на скијачки надпревари за време на Олимписките игри во 1984 година. Денес е модерен центар за зимски туризам со голем број скијачки патеки и ски лифтови. Со години Бугарија и Банско е број 1 кога станува збор за прифатливо скијање во Европа.
Најпознатите дестинации како Банско нудат модерни патеки, одлични скијачки училишта и добра инфраструктура, но по цени кои често се до 3 пати пониски од Алпите. Банско е особено популарен кај почетници и семејства, додека скијачкиот центар Боровец привлекува млади луѓе поради неговата поджива атмосфера. Сместување, ски карти и опрема може да се најдат по одлични цени, што ја прави Бугарија идеална дестинација за буџетски одмор на снег. Следно на листата Полска. Оваа земја станува се поголем хит меѓу европските скијачи, благодарение на спектакуларните татри и интересната понуда за сите нивоа. Закопане е најпознат, а покрај достапните ски карти се нудат и достапни пансиони, апартмани и локална гастрономија по многу ниски цени. Бјалката Тржанска е уште една одлична опција, особено за семејства и почетници. Полска е идеална ако сакате комбинација од добри цени, пристојни патеки и посебен планински шарм. Словенија е компактна, убава и многу достапна, идеална за патници од регионот. Крајинска гора нуди одлични патеки за сите категории скијачи, а особено погодна за семејства. Цените на ски картите и смесувањето се значително пониски во споредба со Австрија, но квалитетот е се уште на високо ниво. Вогел, сместен на дезерото Бохинј, нуди прекрасна околина и природен снег во текот на целата сезона. Скијањето во Словенија е можност да се комбинира природата, пристапноста и удобноста без компромис. Словачка нуди еден од најдобрите и најорганизираните скијачки центри во Источна Европа. Јасна. Овој скијачки центар има голем број километарски патеки, модерна инфраструктура и широк избор на сместувачки капацитет за сечи буџет. Цените се значително пониски отколку во Западна Европа, додека понудата е исклучително богата. Од скијачки училишта до спа центри и термални бањи во близина. Јасна е совршен избор за поискусни скијачи кои сакаат попредизвикувачки патеки, но и за семејства кои бараат прифатлив зимски одмор. Освен физичкиот аспект, скијањето обезбедува и ментален одмор. Престојот на свеж воздух и прекрасните планински предели го смируваат умот и го ослободуваат стресот. Скијањето на тој начин станува совршена комбинација од спорт, забава и релаксација, овозможувајќи ви да поминете зимски денови активно, здраво и со многу убави спомени. Одлични услови за зимски спортови, прифатливи цени и гостопримство, какво што можете да замислите, се главните причини зошто луѓето ги избираат скијачките центри на Балканот. Без разлика која дестинација ќе ја изберете за вашето зимско патување, сигурни сме дека ќе уживате во скијање, идилична атмосфера, добро друштво, вкусна храна и неверојатни пејзажи. Не претерувајте со греено вино и уживајте. Помеѓу многуте палачинки, торти и други сладки задоволства исфилувани со ретро филти на Инстаграм или Пинтерест, изминатава година најсподелувани се оние фотографии со познатите француски макаронс колачиња. Овие мали ситни колачи се особено интересни поради нивните бои. Иако можеби наликуваат на пластични или гумени играчки, тие се многу вкусни и се топат во уста. Колку што има бои, толку има и вкусови од истите. Тие можат да се најдат во широк спектар на вкусови како малина, ванила, портокал, фстак, чоколадо, лимон и слично. Аналогно на тоа е и палетата на бои. Па од тука можете да ги најдете зелени, жолти, розови, кафени, сини и така натака. Исто така и нивниот филм може да е од најразлични вкусови. Го има од крем од ванила и чоколадо, овошни кремови, лешник и слично. Најпопуларни се помеѓу светските блогери, а кај нас допрва стануваат хит. Може да се набават во неколку сладкари во Скопје, но исто така можете и самите да ги направите. А како изгледа тоа? Ние ќе ви предложиме една супер рецепта за оние познати француски колачиња, која сигурно нема да ве остави рамнодушни. Се што е потребно за овие вкусни колачиња се неколку белки, шеќер, малку бадемово брашно или пак доколку немате такво, можете и самите да сомелете бадеми. Важно е бадемите да немаат лушпа, шеќер во прав, екстракт од ванила, малку сол и боја за торти и колачи во прав. Пред да започнете со подготовка на макаронс, извадете ги јајцата на собна температура 24 часа пред примена на рецептата. Одвојте ги жолчките од белките и оставете ги настрана.
Потоа во еден стаклен сад соедините ги со бадемовото брашно и шеќерот и добро промешајте ги. Во прикладен сад ставете ги белките и додадете малку сол. Матете со помала брзина на миксерот за да можете постепено да ја следите густината на белките и постепено додавајте помалку шеќер. Кога белките ќе добијат мека густина, можете да го додадете екстрактот од ванила и бојата за торти и колачи во прав. Во истиот сад со така добиената смеса ги додавате постепено бадемовото брашно и шеќерот и постепено матите со помала брзина, се додека сето тоа убаво не се соедини. Така подготвената смеса ставете во сладкарски шприц со округол додаток и формирате мали кругови од истиот. Така подготвени, оставете ги неколку минути на собна температура за да фатат кора, а потоа ги ставате да се печат 15 на минути на температура од 130 степени. Додека тие се печат, во тоа време подгответе го филот. На пареа згответе 3 жолчки, шеќер и бело чоколадо. Откако убаво ќе се соединат состојките, го оставате настрана така подготвениот фил да се олади. Во оладениот фил додавате путер и матите додека тој не се растопи. Во оваа смеса можете да додадете и малку готварска боја по желба доколку имате дома. Откако веќе испечените макарон с колачиња ќе се оладат, 2 по 2 ги спојувате со подготвениот фил и ги редите во херметички затворен сад во фрижидер. Пред да ги сервирате, извадете ги околу половина час на собна температура. Уживајте во вкусот и бојата на овие мали сладки колачиња, кои се јадат и со поглед. На здравје! Со ова го завршуваме нашето денешно дружење и верувам дека и овој пат останавте со нас до самиот крај, а за тоа се заслужни денешните содржини. Видете тука и следната недела кога повторно се гледаме ново меѓувреме. Доколку сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Се гледаме следната недела, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.